Почитувани колеги, почитувана јавност, и денес како и на Комисијата за европски прашања да го брани овој закон присутна е заменик министерката за правда. Меѓутоа, како и на Комисијата, така и на денешнава седница кога го разгледувам овој предлог текст, таа не најде за потребно да се јави, да го објасни законот, да каже некоја реченица во однос на овој предлог закон, за кој што еве зела обврска дека ќе го помине во Собранието на Република Македонија, а воедно предлог закон кој што предизвика голем интерес во македонската јавност. И потпредседателот на Собранието, кога ја отвараше оваа точка, го читаше насловот на законот, спомена дека е второ и трето читање, дека се работи за закон по скратена постапка, но изостави да каже дека повторно станува збор за закон за Академија за судии и јавни обвинители, кој што е пуштен во собрание со европско знаме. Почитувана јавност, европско знаме денес повторно злоупотребено и како и секој ден во Собранието на Република Македонија, европското знаме ни служи од страна на владеачкото мнозинство како поздрав за добро утро или добар ден. И почитувани колеги, замислете и покрај опомената од Европската Унија и покрај тоа што евроамбасадорот Гир упати укор до владеачкото мнозинство, до владата за злоупотребата на европското знаме, владата се уште си продолжува со да чекори по патот по кој тргнала, односно со злоупотреба. И дури нивната ароганција е до толку голема што на едно од продолженијата на комисиската расправа заменик министерката си дозволи да го брани овој закон, сега па со злоупотреба на Европската комисија, велејќи дека тие добили одобрение од Европската комисија да го злоупотребат европското знаме токму на овој предлог текст на закон за Академија за судии и јавни обвинители, каде што нема никакво усогласување со европска регулатива. Неумесна злоупотреба на Европската комисија, како што споменав, нема усогласување со ниту една европска регулатива. И не само заменичката, ами почитувана јавност, дури ниту еден пратеник од владеачкото мнозинство не се јави за збор на овој текст на закон, како на Комисијата за европски прашања, каде што не е место на овој закон да се разгледува, така и на денешната седница, кога го разгледуваме ова предлог законско решение. Замислете олку европски закон, на ова олку европска влада, нормално ова го мислам во наводници, предлог текст кој што 4 години власта го испраќа во Собранието, па го повлекува, па пак истиот го пушта и еве конечно најде начин како да го донесе европско знаме по скратена постапка. ВМРО-ДПМН и коалицијата не може ништо да направи, ќе им помине како и се друго што решија да поминат со европско знаме, меѓутоа крајот веќе се гледа и не може уште многу вака да тераат. Всушност и самиот факт што истиот предлог текст го пуштаат со европско знаме неколку години, го побуди сомнежот кај јавноста за злоупотребите кои што ќе следуваат со ова предлог законско решение. Оставките во власта фрчат секој ден, сведоци бевме вчера и на оставки во Судски совет, кој што Судски совет ни приредува циркус буквално секој ден, циркус за јавноста. Меѓутоа, ајде повеќе да се задржиме и на текстот на законот. Имено во воведот на текстот на законот стои дека донесувањето на законот за Академија за судии и јавни обвинители произлегува од претробата за реформа на судството во Република Македонија, зацртана во стратегијата за реформа на правосудниот сектор, стратегиска цел на Република Македонија за членство во ЕУ и потребата за остварување на преземените обврски за спроведување на ефикасни
и континуирани реформи во судството базирани на европски стандарди. При тоа напишале дека основна намера на владата на Република Македонија за членство во Европска унија налога продолжување на реформите во областа на судството и негово натамошно унапредување. Почитувани колеги, за жал вие само декларативно сте за членство во Европска унија и веќе на секого му е јасно дека никако нема да ги почнеме преговорите со Европската унија, заради тоа што токму овдека во Собранието на Република Македонија, ние како пратеници, а благодарение на владата, не ја завршивме домашната задача во овој мандат, односно не ги донесовме реформските закони. Имено, со години реформски закон од страна на владата не е предложен, не е испратен во Собранието на Република Македонија, по однос на кој текст ние би можеле да дебатираме. Сигурно едно 4-5 години ваков предлог текст не сте добиле. Како ќе ги почнеме преговорите, кога прво поглавје кој што треба да го отвориме е поглавието право и правда, а ниту еден закон од право и правда 4-5 години не е испратен, донесен, за да заедно сработиме и го донесеме со огромно мнозинство во Собранието на Република Македонија. Меѓутоа, за жал, повторно тука до израз иди ароганцијата на власта, која што не сака да седне со опозицијата и заедно да сработиме едно предлог законско решение, кое што или повеќе кои што сме должни да ги сработиме, а ќе бидат во интерес на државата, а со цел полесно или побрзо отпочнување на преговори со Европската унија. Напротив, како што споменав, во судството и обвинителството веќе сме сведоци со месеци само на циркузи кои што се случуваат. Мора да сме сите свесни дека Академијата за суди и јавни обвинители е најважна кога станува збор за квалитетно и независно судство, од каде треба, нагласувам, треба да произлегуваат квалитетни суди и јавни обвинители, но за жал тоа е можно само кога би живееле во правна држава, односно кога правото би се почитувало, кога судството и обвинителството би биле независни и кога не би се случувало она кое што секојдневно го гледаме дека се случува и во судството и во обвинителството. Факт е дека Академијата за суди и обвинители треба да биде единствена влезна алатка за да стане некој судија или обвинител. Меѓутоа, исто така е факт дека законот кој што е во сила треба да се преуреди. Меѓутоа, не на ваков начин како што сака власта сега да го преуреди. И тука ќе повторам нешто кое што кажав и на комисијата кога го разгледувавме законот. Се повеќе сум убедена во тоа кога читам во медиумите дека во судеите и обвинителствата не достигаат суди и обвинители, односно премал е бројот на суди и обвинители и не се за обвинување кога не стигнуваат да ги решат предметите кои што им се дадени, заради тоа што навистина се во мал број. Меѓутоа, тука иди мислата дека намерно бројот се намалувал со години, за да сега со донесување на едно вакво предлог законско решение, власта масовно запише своји кандидати, потенцирам своји кандидати за суди и јавни обвинители и се повтори она што мислам беше 96-та година, кога во една вечер околу 600 суди и обвинители се разрешија и се назначија нови од страна на Социјалдемократскиот сојуз, па да не биде така, сега еве тоа ќе биде подкрепено со предлог законско решение. Предлог законот треба да е во насока на подобрување на системот на прием на слушатели во Академијата за суди и јавни обвинители. Меѓутоа, проблемот е што наместо поголема објективност во спроведувањето на испитите, тие додаваат дополнителна доза на субјективност на испитите и законот во сила, потенцирам, нуди 3 дена за приговор, а сега во предлог законското решение, почитувани колеги, замислете, се нуди 1 ден за приговор. Или како што во здравството, еве сме сведоци на последни конкурси кои што ги објавувате, замислете, 1 ден даваат за да се пријават кандидатите. И дали не зборуваме за партизирана држава, партизирана и тоа како. Ќе повторам повторно на што го кажав, се уште стојам на мислата дека најдобри генерации се тие кои што излегува првите 3 генерации од Академијата за суди и јавни обвинители, заради тоа што уписот и полагањата беа
објективни. Најдобро е елоквентноста и знаењето на кандидатите се гледа на писмените прашања кои